Добар ден, Илиевски. Вчера децидно побаравте нови избори. Зошто избори? Кои се вашите аргументи за ова барање? Да, и документот така го насловивме. Македонски народен документ, избори се за Македонија, нели? И избори се и дека избори се за Македонија. Зошто? Затоа што после 50 и кусур дена, вчера 54, денес 55 ден, покажавме дека сме посилни од тиранската платформа, дека победуваме против обидите за избор на влада, на председател на собрание, качени на тиранската платформа. Но поради пат позицијата во која што се ставени сите политички чинители во нашата држава, видовме не баш волни да ја отфрлат тиранската платформа и да ја осудат нити СДСМ, нити партнерите од тиранската коалиција на СДСМ. Сметаме дека, бидејќи истата тиранска платформа, по 1000 пат кажано и уште 1000 пати ќе го повториме ако треба, е документ не само што е создаден во друга држава, што е преседан и абсурд сам по себе, тука е документ подметнат после изборите. Никој од македонски граѓани, од речиси 1.200.000 кои гласаа на изборите на 11 декември, не е заокружил ниту една бројка која што била поврзана со тиранската платформа. И сметаме дека избори се единственото решение за како еден механизам преку кој што народот ќе може да ја отфрли самиот тиранската платформа и да им даде до знаење на неразумните лидери на политичките партии дека на таков документ не му е местото во Република Македонија. Изборите се единствениот излез од оваа криза кој што го посакуваме. Во македонскиот народен документ наведувате дека ќе почнете разговори со сите релевантни општествени субјекти за да ги убедите во неопходноста од нови избори. Со кого планирате да разговарате и кои ќе бидат вашите аргументи? Видете, ќе разговараме буквално со сите луѓе кои што сакаат да разговараат со нас, со неразноразни организации, издруженија, значи невладини организации, синдикати, ЕСНАФ од вакви работници, такви работници, значи земјоделците, не знам, сите луѓе од оваа држава, сите групи кои што имаат интерес, а тоа би требало да е и кај сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа сите кои што имаат интерес оваа криза, политичка криза, да заврши, овие постизборни малверзации, шверцерски обиди за подметнување некакви платформи, мора да прекинат, мора да завршат и тоа мора да се случи на избори. И на избори да имаме чиста ситуација, чиста позиција, дали граѓаните во Република Македонија, ако е вистина, како што се палат со некакви измислени, тотално абсурдни 700.000 гласачи, да видиме дали тиранска платформа на избори ќе има 700.000 гласачи или не. Ако имаше, ќе излезе на избори, тоа на сите име и повеќе од јасно, меѓутоа тоа е нивни проблем, како да ви кажам, како што и тиранската платформа е мој проблем против кој што се борам. Дел од партиите и претходно, но и денеска по вашето барање велат дека избори не се решение. Како коментирате тоа што дел од политичките партии избегнуваат ново изборно сочување? Истиот дел од партиите викаат дека ќе формираат влада на 24 март, па на неколку пати вика за неколку дена ќе избереме председател на собранието и така натака. Во моментов не е пресудно што тие велат, туку што конечно ќе направат. Ниту имаат влада, ниту имаат председател на собранието, во огромен дел поради сите граѓани на Република Македонија кои што се секој ден на улиците низ нашата држава, покажаа македонците дека се будни, свесни, си ја сакаат државата и не се срамат од тоа, ниту па се плашат да направат што треба за да ја реализираат својата љубов кон Република Македонија. Така да тоа што го викаат дел од партиите и денеска и утре и после 3-5 дена ќе кажат, ќе избереме наскоро председател, ќе избереме, ќе добиеме влада, бидејќи спротивно на тоа би било да кажат добро луѓе, навистина пробавме да ви излажиме, ние сгрешивме, сега ќе одиме на избори, вие ќе не казните нас и ние веќе престанеме да постоиме. Нити едното ќе го кажат, ме разбирате, нема да идат во тој екстрем, меѓутоа сум повеќе од убеден дека, не повеќе од убеден, апсолутно сигурен дека сето ова ќе заврши на избори. И од тоа бегање нема, како да ви кажам. Последно прашање, најавите протестите продолжуваат, кои ќе бидат другите механизми да се обезбеди исполнување на ова барање? Кажавме, нит ќе ги соопштуваме од почетокот на наредната недела, ги има повеќе, меѓутоа, ете, да си останеме доследни на зборот, од понеделник натака, ден за ден ќе излегуваме со дообјаснување на нашиот предлог за избори, а за денес сакам да кажам дека во 17 часот во Кафе бар колектив на плоштад Македонија. Денеска црвено-црните не се на улица, не прават музички хепенинг. Денес имаме малку поважна работа.
Денес црвено-жолтите, навиваат за црвено-црните, затоа беше лапсус лингвата. И се собираме сите да навиваме заеднички за Вардар на гости против Фленсбург. Неколку пати до сега сме победиле германци, денес е убав ден уште еднаш тоа го направиме и ги поканувам сите поддржувачи на иницијативата за заедничка Македонија да дојдат и да навиваат за Вардар.